Нереална и неостварлива е идејата на државата необработеното приватно земјиште да го издава под закуп. Премногу дилеми и нејасноти предизвика најавата дека државата планира необработеното земјиште повеќе од една година да го дава на заинтересирани лица. Никој нема да се откаже од приватната собственост, тврди земјоделецот Џоко Василев, кој подлече дека државата треба да ги поттикне земјоделците да инвестираат и да го обработуваат, а не да го издаваат на трети лица. Што ќе може на државата како ќе ја земе? Што ќе ја земе? Кој ќе ја земе? Как може да ја земе на мене? Нека ме инвестира, јас ќе го садам. Зашто он да го сада? Кој ќе го сада? Па кој ќе тај што ќе дојде? Па сите бегат од земјата, овој ќе дојде некој да се ја земе. Па он нека и направат да ќе направат тие што лежат таму. Само со трнес. Па за да го направи он поле како што треба да инвестира јако. А он да инвестира јако, па нека ги даде таа инвестиција на нас, ние ќе инвестираме, ние ќе направиме. На кој начин он ќе инвестира? Како? Тоа е само фантазија, да знаете. Со планот на државата не се согласува ниту Драги Памуков. Според него, државата се уште во целост го нема издадено државното земјоделско земјиште, ниту пак има направено ревизија дали тоа се обработува, па да се посегне по приватните парцели. Прво некој утврди колку државно земјиште не се обработува, а потоа да размислува, вели Памуков. Прво да кажем дека државното земјиште е 100% дадено. Па отпосле да се вратиме, да видиме со тоа приватното, кој не е обработил, кој е во странство газдава, кој е тамо, кој е вамо, кој не го обработил, или самата старост не може да ја обработил. Значи, ние првото да направиме исчекор за она државното. Во Струмичкиот регион не знам колку хектари има се уште кои не се дадени државни. Па сега ние да тречеме овде. Значи, тие се брзи анхок решенија кои не можеме, не се согласувам со оваа тематика. Државата подготвува измени во Законот за користење на земјоделско земјиште, при што нивите кои не се посејани подолго време. Државата планира да ги дава под закуп, од кои 80% од закупот ќе одат кај сопствениците на парцелите, а 20% за државата.